Добро, водиме понатаму. Следниот наш играч, познат од минатата година, е Атанас Кралевски. Има интересна биографија, роден во Узбекистан, живее во Велес, пишува на македонски јазик, исто така и чита, изборува поубаво од мене македонски. Роден е далечната 26 година, инженер по телекомуникации, афоризми пишува од 77 тоа како водател, тој си го забележа многу убаво, објавува во студентските и младенските сатирично-хумористички списанија и на повеќе радио и ТВ станици во Македонија. Денеска објавува и на повеќе портали за хумор и сатира во земјата и во странство. Застапање во повеќе збирки и антологии на афоризми и воопшто на македонскиот и балканскиот афоризам. Учествувал на повеќе фестивали на афоризмот во земјата и во странство, а како што реков, беше член и на македонската афористичка репрезентација на нејзиниот прв настап мината година овде во Кошани. Има добила повеќе награди, а бидејќи е скромен, не ги набројува кои си тие. Затоа пак набројува дека има издадено 2 збирки на афоризми, од кои едната се вика кралевизми, а другата окрнавени мисли. Толку, за да не кажам и нешто што не треба, после си го добиам, го препуштам микрофонот на Атанас Кралевски да видиме што тој за вечера спремен да ми каже. Белешките ергени каде ода сатеа, кого ми те гледа. Штом ги видат, че им свирна високо, че намига, леле, што се убави. Добро вечер на сите. Афоризмите ги пишувам во прво лице еднина, но слободно препознавајте се. За мене зборуваат се најдобро. Не ме сметаат за жив. Може би сум само бендисан, но јас само имам исто мислење како вие за себе. Не се препирам со неечливите, штедам на дезодоранси. Секоја недела излегувам во чаршијата да дознаам која ми е најновата швалера. Знам каде ми е местото, ама мене никаде место не ме фаќа. Никогаш не сум влегол во обложувалница, не уплаќа жена ми. Тука е присутна, ја поздравувам и во вториот прилика прочитам само за нејзи афоризми. И не се плашам од нејзи како Миле 100 пати ја после. Шефот го нарекуваме глупи Август, ама тоа не е точно, тој се вика Атанас. Достигнав потполна складност, освен гол и бос, веќе сум и кел. Живееме во облаци, како ли ќе излеземе од калта. Сите патишта водат во Рим, затоа ниту еден не води во Мариол. Во светот за празниците има распродажби, а во Македонија повисоки цени. Мислам, затоа сакаат да не постојат. На младите останува светот, Македонија на пензионерите. Заменувам божикен ручек за бадникова вечера. Шифра холестерол. Што не лечи времето, лечат билките на бабарада. Мајките на децата никогаш не им велат не, им велат побарај од таткото. Домашните миленичиња најмногу се сакани надвор од домот. Нашата мачка дреме по цел ден, нема Facebook профил. А момите играат, кајтаве ги тигаат, сега се подбива. Ситно оробија, одедени очи тија, леле, што се убави. На почетокот од вториот дел, кажеме за политиката го заборавив. Политиката е курвана од нешто мора да се живее. И некој да ви кажам дека денес мисле од печат
третата книга Афоризми, во издание на Македоника Литера од Скопје. Пејте, Јане, ви се пофали со внука, јас ви се пофалив со нова книга. Книгите не ги продавам, ги делам како дивиденда. И да не изгубам репутацијата, бидејќи ќе ми критикува колегата од Велес, морам да ви прочитам од книгата Афоризми само за жената. Сите жени си исти, освен спонзорушите. Жена, како тоа постојано звучи. Една жена цвет, две жени букет, три жени цветен пазар. Сакам жени кои не знаат што сакаат. Мене само такви можат да ме сакаат. Пред да се оженам бев крал, но и во бракот остана значајна фигура – коњ. Кој рано рани и носи на жена му кафе во постел. Ако се враќаат свадбените подароци, би имало помалку разводи. Додека мажите се вртат околу жените, жените го вртат светот. Жените се убедени дека на земјата долетале од Венера, а мажите паднале од Марс. За мене неубава споредна работа на светот е фудбалот. За жена ми тоа сум јас. За жена ми во кратки црти јас сум невидлива линија. За мене жена ми е закон, а тештата поднесуваш на амандмани. Ако жената често го множи мажот со 0, брзо ќе го дели со 2. Ако не знаете дека жената е цвет, а љубовта нектар, тогаш сигурно сте труд. И еден модерен, во моје време, девојките пред првиот љубовен состанок одеа на фризер, па на корзо. Ова е во времето на Билозорски. А денес, на ангеловски времето, денес на фотошоп, па на фейсбук.